Добро вечер. Четврток навечер, МРТ1, термин за информативно-политичкиот магазин 360 степени. Еве што ќе гледате. МВР купува униформи за редовната полиција. На 19 ноември, на четвртиот кат во зградата број 5 во комплексот на Министерството за внатрешни работи во Скопје се одржа отворањето на понудите. Кои фирми конкурираат и со какви почетни цени? Можен ли е пробив во македонските евроинтеграции и има ли консензус меѓу земјите членки на Европската унија за прием на нови? Интервју со шведската министерка за ЕУ. Што покажа невладиниот мониторинг за употребата на административни ресурси во кампањата за локалните избори во 26 општини? Yes, public resources were used in the campaign. Значи, вие би рекле дека за време на кампањата и локалните избори немаше воопшто употреба на државни средства. Ja, nog är färskt. Hon är färskt kapat och då står det att kända dokumentuar disa raste ga vržguesi. Месец и половина по првиот круг од локалните избори на кои се бираа советници во општинските совети, се уште има такви каде ниту една партија или коалиција нема договор за мнозинство. Сторија за нив. Шведска е отворен поддржувач на процесот на проширување на Европската унија, но дали е дефинитивно така и со другите членки е едно од прашањата што нашиот Владимир Мирчевски и го поставува на шведската министерка за ЕУ Јесика Розенкранц, која поплавнето пристигна во посета на Скопје. За земјава секако уште поважно е како гледа Шведска на македонскиот случај и можноста за откочување на пристапниот процес. Are you aware of some kind of initiatives to move forward with this process between the two countries? Are you aware of something like that? Because there have been some talks that maybe something is going on behind the curtains. I mean, it's up to North Macedonia, of course, to do these constitutional amendments as we agreed on. But I am here to listen, also to meet with representatives from the government, from civil society, from various actors here in North Macedonia, to also hear what are their plans moving forward? What is the government's agenda moving forward? So, of course, I'm interested to hear that, but I would also, from my side, emphasize the necessity to really move forward with all the reforms that are necessary on rule of law, on anti-corruption, on independent judiciary, because we see that there is a need for great reform in many areas to move forward, and really encourage the government and North Macedonia to take this opportunity, because I think there's a real momentum now in the enlargement, and I understand the frustration after this being a process for many years. But being a friend of enlargement, being a friend of North Macedonia, I see here's a real opportunity to act now. Ова беше фрагмент, а целото интервју ќе го објавиме малку подоцна во емисијата. Останете со нас. Тоа што не се зборува многу не значи дека се во врска со локалните избори е завршена работа. При конституирањето на советите во некои општини се случија непринципиелни коалиции на чии последици допрва ќе сведочиме. Во други, градоначалници ќе имаат не баш пријателски настроен совет. Во трети, се уште не е избран председател на советот поради нејасно мнозинство. Во историјата што следува, Галена Николовска-Ризвановиќ се осврнува на 3 примери со интересен развој по гласањето на 19 октомври. Месец и половина по првиот круг од локалните избори на кои се бираа советници во општинските совети, се уште има такви каде ниту една партија или коалиција нема договор за мнозинство. Таков е примерот со општина Центар. Според податоците од Државната изборна комисија во распределбата на мандатите, од 23 столчиња во Центар 8 доби СДСМ, 7 ВМРО ДПМН, 3 Левица, по 2 Знами и граѓанската иницијатива Независни заедно, а 1 коалицијата за зелена иднина. На првата конститутивна седница со која раководеше највозрасната советничка, немаше ниту еден предлог за избор на председател на совет. Поради избор на издржано и квалитетно решение, замолувам путра да прекинеме седницата. Кој со кого се обидува да го договори потребното мнозинство од 12 советника, прашавме кај сите групи представени во Советот. Од најбројната советничката група на СДСМ велат дека се уште се координираат за да се обезбеди најдоброто решение.
Од ВМРО ДПМН на која и недостига поддршка од тројца советници за мнозинство, под предпоставка дека поддршката од знаме загарантирана, велат дека нивната советничка група има свој предлог. Ке го достават на следната седница на Советот. Нашата цел е да се избере председател, да не остануваме со преседавач на Совет, се со цел сите оние наши проекти кои што се поклопуваат со проектите на останатите политички партии и се од највитален интерес за граѓаните на општина Центар, што побрзо да ги реализираме. Од таа причина се трудиме да оствариме повеќе контакт со сите, меѓутоа во овој момент за жал се уште нема изгледни шанси дека би можело да се избере председател на Советот. На прашање дали би прифатиле председател на Советот предложен од главниот соперник СДСМ, како знак на конструктивност, Андриевски вели: Ние би поддржале секаков предлог кој што е прифатлив за сите останати политички групи во Советот. Се разбира, секогаш нели би целеле да одиме на наш предлог, меѓутоа би поддржале се она што е во интерес на општината. Со сличен став се и советниците од ЗНАМ. Велат дека немаат ништо против ниту една партија, а изборот на прв човек на Советот го условуваат со тоа да биде квалитетен и отпорен на партиски интереси. Најмногу советници имаат СДСМ и ВМРО ДПМН, така да ние нема да дадеме предлог за председател на Советот на општината. Секако дека ќе има коалицирање и договарање, знам на централно ниво е во коалиција со ВМРО ДПМН и тоа ќе продолжи и на локално ниво. Ние сме отворени за соработка и со други граѓански опции, така да сметам дека разумот ќе надвладее. Јане Димевски од коалицијата Независни заедно, кој беше член на Советот и во претходниот мандат, вели дека не е новина тоа што Центар не може да избере председател на Совет. И претходно седниците ги водела највозрасната советничка. Од наш аспект ние немаме размислувано да поддржиме конкретно некој. Генерално од претходниот мандат некаков впечаток имаме дека можеби не е толку важно од каде доаѓа, туку каква е личноста на човекот кој што би сакал да го води Советот, каков му интегритетот, како тој ја гледа работата на Советот наспрема градоначалникот, дали тој го сваќа тоа како продолжение нели на агендата на градоначалникот или како засебно тело кое треба да врши малци посилен надзор, па некогаш и да врати нели материјали, одлуки на градоначалникот доколку не се добри. Може би немаат предлог за конкретна личност, но Димевски вели дека имаат идеја како да се надмине проблемот на недостаток на мнозинство. Зашто не би имале, например, ротација на позицијата на председател на Советот? Например, ако има консензус во Советот, помеѓу сите групи, може да се договориме по една година да имаме председател. Од една партија, од една група, од друга група, од трета група и така, например, во еден мандат се свртат 4. Од Левица не добивме одговор каков е нивниот став во однос на изборот на председател на Советот, а советникот Антони Новотни од коалицијата за зелена иднина порача дека за него е помалку важно од која партија доаѓа, туку поважни се организацијските способности на личноста и односот кон проектите за зелена иднина. Отсуството на потребното мнозинство за избор на председател на Совет во некои општини се реши на друг начин. Во Карпош, например, Советот доби председател од редовите на ВМРО ДПМН, Христо Саракинов, кој немаше да биде избран без два клучни гласа од ривалските табори, еден од СДСМ и еден од ГРОМ. Советникот на СДСМ Радослав Трошановски, кој гласаше за кандидатот на ВМРО ДПМН, веднаш доби шут карта од матичната партија. Согласно статутот на СДСМ, непочитување на одлуките, работење и гласање спротивно на интересите на СДСМ, како и нанесување значителна штета на партијата повлекува одговорност, а тоа се однесува и на сите избрани советници. Извршниот одбор на СДСМ најостро ги осудува сите притисоци, уцени и закани врз советниците во советите на општините на локално ниво од страна на ВМРО ДПМН, зашто партијата ќе преземе соодветни мерки за нивна заштита.
Случајот во Карпош доби јавност, но не и во Велес, каде целата советничка група на СДСМ гласаше за изборот на председател на Советот од редовите на ВМРО ДПМН. Кој е за со кревајна рака? Таму, по изборите, од 23 столчиња, ВМРО ДПМН освои комотно мнозинство од 16, пошто следуваат СДСМ и Левица со по 3 и Знам со 1 советничко место. Советникот од СДСМ во општина Велес, Јован Чеманасков, за 360 степени вели дека споредбата со општина Карпош не е соодветна. Според него, тие не постапиле спротивно на партиските одлуки, а дури и ако гласале против, нивниот глас немало да влијае на конечниот исход. Да, имаше реакции позитивни и негативни. Би сакал да ги истакнам не само негативни, туку позитивни реакции каде што граѓаните пристапи и рекоа секој за храброста на таквата одлука. Покажавте една одговорност. Зошто велам одговорност? Па да, веќе тоа е институционална одговорност, затоа што Советот на општина Велес е институција на сите граѓани на општина Велес, не само на ВМРО и на СДСМ, и покажавте една политичка зрелост. На прашањето дали има судир на концепти и со ова се навестува непринципиелно коалицирање, Манасков вели дека нивниот глас за не значи и поддршка. Ние ќе бидеме гласна, аргументирана, одговорна, транспарентна, принципиелна опозиција и ќе се спротивставиме на секое нивне лош проект или решение или одлука, кој што тоа и сега на почетокот го правиме. Пак ќе речем, не сакам да бидеме како нив. Како ќе се носат одлуки на ниво на општински совет, неизвестно е и во Струга. Таму на изборите од 23 мандати, најмногу освои коалицијата предводена од ДУИ, 8. ВМРО ДПМН има 6 места во Советот, Влен 4, тројца независни и по еден советник се од СДСМ и од Левица. Иако НАИ има најбројна советничка група, ги нема потребните 12 гласа, па нивниот предлог за председател на Советот не помина на првата седница. ВМРО ДПМН и Влен кои го поддржаа победникот во градоначалничката трка, независниот Менди Ќура, заедно имаат 10. Па ги прашавме дали имаат план за обезбедување мнозинство. Да, секако, бидејќи неспорен е нашиот директен удел и придонес во, како што спомнав, поразот на политичките структури кои се одговорни за состојбите, но од тука треба и да се респектира волјата на гласачите, кои се и наши поддржувачи, кои што не го дадоа својот глас само за советничката група, туку и за независниот кандидат кој беше поддржан од ВМРО ДПМН. Тоа треба исто така да се истакне, а уделот е значителен. Половина од гласовите се гласови кои потекнуваат од наши поддржувачи. Мите Стефоски посочува дека преговорите се водат на како што вели повисоко ниво. Очекува поддршка и од другите советници кои се залагаат за подобрување на работата на локалната власт. Не се персоналните решенија најбитните, најбитните се оние цели 4 години нормалност и работа кои треба да бидат обезбедени и да понудиме вистински луѓе на вистински места, можности ќе имаме, соработката и со централната власт е исто така важна. Ние сите сме тука избрани за да ги представуваме граѓаните и да направиме нешто. Преголеми се очекувањата и ние имаме општина која самата создала најголемата дива депонија во Македонија. Ние имаме општина која ја продала зградата на јавното предпријатие Водовод и плаќа кири на приватни лица. Советникот од СДСМ во општина Струга, Димче Шипинкаровски, вели дека до него се уште не стигнала понуда. Немам видена никаква политичка платформа врз основа на која што ќе се темели нивната коалицијска соработка и немаме видено кои се бенефициите и придобивките за граѓаните. СДСМ како партија на прво место секој пат се граѓаните, така што за сега останува ставот на СДСМ да делува опозицијски. Дали тој би поддржал предлог за председател на Советот што би дошол од ВМРО ДПМН и Влен? Вели дека ќе се координира со органите на партијата. Доколку се одлучи да има поддршка, ќе има, доколку не, и понатаму остануваме опозицијски. Ќе поддржуваме се во интерес што ќе е на граѓаните, ќе видиме, значи, кога ја станува збор за интерес на граѓаните, одлуките ќе бидат прифатени, а политичкиот дел, доколку нема договор, нема ништо од тоа.
Инаку Струга доби нов градоначалник под ВД Цин, во кој со општината раководеше Рамиз Мирко, со прекин меѓу 2013 и 2017 година, кога начело на Струга беше Зијадин Село. Локалните избори не се завршени за друга група во случајот граѓански активисти. Тие, кога почна кампањата, следеа дали теренските активности на политичарите и придобивањето гласачи се прави со користење на така наречени административни, односно државни ресурси. Веќе имаат прелиминарен извештај кој покажува дека сите поголеми партии, а во најзначаен дел они од власта, користеле јавни добра за себе промоција. Вице-премиерот задолжен за добро владење Арбен Фетај не ги отфрла таквите заклучоци. Владко Чаловски. Веќе беше јасно дека власта оствари голема победа по првиот круг локални избори, кога на партиската говорница во седиштето на ВМРО ДПМН се појави лидерот и премиер Христијан Мицкоски. Тезата дека имало нерегуларности не е издржана и плитка. Ги имавме најдемократските избори досега. А се друго е само алиби и површен обид да се оправда слабиот резултат на опозицијата. Малиот број предмети пред Државната изборна комисија, обвинителството, полицијата потврдуваат дека немаше поголеми инциденти за време на кампањата и гласањето. Но ако се гребне малку под површината, значи вие би рекле дека за време на кампањата и локалните избори немаше воопшто употреба на државни средства. On är fast kapator då staraste sitt dokumentuar tisaraste ga vžguesi. Што заклучија наблюдувачите кои следеа дали пред и во кампањата се злоупотребуваат така наречените административни ресурси. Во последните денови пред почетокот на кампањата за локалните избори објавивме сторија за специјално обучените наблюдувачи, 70 на број, кои ќе ја следат кампањата во 26 општини. Откако гласањето заврши, нивните забелешки беа преточени во прелиминарен извештај. На општо ниво, тие што се на власт користеле државни ресурси кои не им биле достапни на другите кандидати. We were looking at how different public resources and benefits of the position, benefits of incumbency, or how the public funds were used or misused in the campaign. And it is important to understand that based on our preliminary observations, what we see is that yes, public resources were used in the campaign. Татјана Хилшер-Богусевич е меѓународна експертка за демократија и избори. Според неа, нотираните неправилности се должат дел на сива зона, дел на злоупотреби. Different types of resources were used. This was the use of public premises. This were the promotions of either ongoing or past public projects, infrastructural development. There was involvement of political officials in the campaign. The challenge here is that some of these activities are not directly regulated by the law. They fall into the gray zones. На какви злоупотреби се мисли, може детално да се прочита во извештајот. Кога е во прашање злоупотребата на јавни простори, посочени се сите поголеми партии и коалиции. На 1 октомври, СДСМ ја употреби главната сала на Домот на културата Македонски Брод. На 6 и 8 октомври, кандидатот за градоначалник на НАИ, Блерим Рамадани, одржа средби во основни училишта. На 9 октомври, Домот на армијата во Тетово беше искористен за промоција на кандидатите на ЗНАМ за Општинскиот совет. На 18 октомври, кандидатот на Влен одржа настан со наставници во основно училиште во Долнени. Во Скопје, кризата со собирањето на отпадот доведе до мобилизација на општински возила и меѓуопштинска соработка за да се спроведат операции за чистење, јавно врамувајќи ги како достигнување на кампањите. Во сите други категории, како злоупотреба на јавно финансирани проекти, вклученост на функционери и јавни институции во промотивни активности и вклученост на извршната власт, доминираат наоди за партиите од централната власт. На 8 октомври, владата организираше бизнис форум во Струмица.
иако формално имаше за цел да промовира инвестициски можности и поддршка на локалниот економски развој, индиректно го олесни и промовирањето на кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН Петар Јанков, кој одржа говор заедно со премиерот Христијан Мицкоски и други министри. На 15 и 17 октомври, на два настани за инаугурација организирани од државата во селото Радуша, отворањето на спортското игралиште Берлин Арена од страна на Министерството за спорт и отворањето на локалната здравствена клиника од страна на Министерството за здравство се одржаа говори од кандидатот за градоначалник на Сарај од Влен, Бухамет Елмази, кој ги поврза овие иницијативи со неговата предизборна платформа. Тука може да додадеме и неколку наши. Пред кампањата, снимајќи се на објудувачот Рамадан Муртезани, регистриравме партиско-промотивни активности во работно време на градоначалникот Билал Касами. По објавувањето на историјата, наблюдувачот Муртезани потешко доаѓал до информации каде се одржуваат партиските активности. Вечерта на 19 октомври, набрзо по крајот на гласањето, фативме државни возила во близина на Мавровка, каде партиски простории има коалицијата Влен. Во градовите полесно се забележува злоупотребата, а во селата потешко, вели Даниела Цветановска, председателка на организацијата ЛАГ Агролидер. Таа ги следеше изборите во Струмица и Долнени. Во основа, урбаните општини се многу поинформирани, политичките партии и дел од службениците или вработените во општината, во државните институции се многу поинформирани и многу попредпазливи во однос на злоупотребата на административни ресурси на локално ниво. Во споредба со тоа, руралната општина, најпрвин морам да кажам дека службениците не се свесни и не знаат за злоупотреба на административни ресурси на локално ниво. Населението не знае и сето тоа се сваќа дека е вообичаено и дека е во ред тоа да се случува, односно не го сметаат за злоупотреба. Генерално, меѓу повидливите административни ресурси што биле злоупотребени се набројани училишта и градинки, културни центри, општински згради, музеи, спортски сали, стадиони и други јавни простори. Па со забелешките во рака се обративме кај владата, поточно кај надлежниот, вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Неговиот одговор е дека генерално биле испочитувани три клучни документи за изборите: Изборниот законник, Законот за спречување на корупција и Етичкиот кодекс на владата. Rastet në fjalë besoj se duhet të paraqiten në institucionet që janë të thirrura për të vlerësuar ligjshmërinë e tyre, siç është Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit dhe nga aty të dilet me konkluzione. Unë si Zavens kryeministër përgjegjës për qeverisjen e mirë kam për përgjegjësi kodin etik të qeverisë dhe deri në këto momente nuk janë lajmëruar tek unë raste të tilla nga vëzhguesit. Значи, вие би рекле дека за време на кампањата и локалните избори немаше воопшто употреба на државни средства? Jo, nuk e thash atë. Unë e thash që ka patur ndoshta raste, siç janë dokumentuar disa raste nga vëzhguesit, të cilët i përmendët ju në fillim. Unë thash që si Zavens kryeministër i parë përgjegjës për kodin etik të qeverisë nuk kam pranuar ankesa të tilla. Thash që ka institucione të cilat janë të thirrura për të shikuar këto rregulla dhe zbatimin, shkeljet eventuale të rregullave, ndërto është natyrisht, siç e thash, Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit dhe ata e kanë edhe mandatin, edhe detyrën që të pozicionohen dhe të marrin masat adekuate në lidhje me shkeljet eventuale. Сумирано, вице-премиерот има став дека владините функционери максимално се труделе да не настапуваат во нивното работно време и да се однесуваат етички. Што се однесува до користењето на јавните простори, тој препознава потреба прашањето законски да се доуреди. Natyrisht ka çështje që duhet të rregullohen edhe më mirë në të ardhmen, siç e dini, duhet ende të rishikojmë kodin zgjedhor në mënyrë që të definojmë më mirë se cilat çka është prona shtetërore, çka është hapësira publike dhe se si duhen të rregullohen këto gjëra edhe më mirë në mënyrë që mos ketë hapësirë për interpretime, por të kemi rregulla shumë të qarta dhe mundësi veprimi edhe më të qarta për raste të tilla. 360 степени се обрати директно и до двете политички партии чии имиња доминираат низ извештајот, дека користеле административни ресурси во изборите. Во ВМРО ДПМН и во Влен
Посочивме дел од забелешките од прелиминарниот извештај и прашавме дали активностите на владините функционери придонесоа за изборот на кандидатите од ВМРО-ДПМН и ВЛЕН, како и тоа дали би иницирале измени во изборниот законник кои прецизно ќе регулираат што е дозволиво да се користи во вид на јавен простор или пак работното време кога може да се води кампања. Од ВМРО-ДПМН не добивме одговор, а од ВЛЕН велат. Секоја посета на јавни институции, училишта, предпријатија или општински објекти била во функција на комуникација со граѓаните и заснована на потребите на локалната заедница без нарушување на редовната работа на институциите. Споменувањето на официјалните функции во јавните настапи е вообичаена протоколарна пракса и не е насочена кон создавање изборна предност. Инфраструктурните проекти што беа промовирани се дел од однапред планирани активности и не се директно поврзани со изборната кампања. Конечниот детален извештај се очекува во февруари следната година. Во него ќе има препораки и за политичарите, но конкретно и за извршната власт. Како во иднина да се спречи злоупотребата на административните ресурси за време на кампања. Вкупната вредност на склучени договори за униформи за полицијата во оваа календарска година може да се искачи до 12 милиони евра. До ваков заклучок се доаѓа откако од деновиве беа отворени понудите за униформата на редовната полиција. За подсетување, пролетта беа склучени рамковни спогодби за вкупно 3,8 милиони евра за униформа на специјалните полициски единици. Кои се фирмите што конкурираат да ја облекуваат редовната македонска полиција, откако за специјалците беа избрани модно женско студио од Битола и новоотворена фирма со газди од Србија, од извештајот на Михаил Милошевски. На средината на септември министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави нови униформи за редовната полиција. И како дизајн и како нова стока што треба да се купи на тендер. Ќе треба да се набават полициски униформи за, не знам, над 7000 полициски униформи, сигурно и тие мора да се набават за сите. Зошто? Заради тоа што сакаме да ги ребрендираме ова кој што таа е за овие што ги гледате ова. И сакаме полициските службеници да носат достојна, нормална, квалитетна нова униформа. Една недела подоцна, на 22 септември, Министерството за внатрешни работи го распиша тендерот и ги повика сите заинтересирани да земат учество. Новата униформа во себе ќе содржи елементи како винт јакна, теренска јакна, теренски панталони летни и зимски, кошули со кратки и долги ракави, капи, маички, чевли со потенок и подебел ѓон и високи зимски и летни тактички чизми. 2 месеца подоцна, на 19 ноември, на четвртиот кат во зградата број 5 во комплексот на Министерството за внатрешни работи во Скопје се одржа отворањето на понудите. Процесот кој не е дозволено да се снима. Покрај 360 степени го следеа и представници на 3 компании кои конкурираа. Набавката е деллива на 4 посебни категории. Винд јакна со влошка, теренска униформа, чевли и чизми. За винд јакните заинтересираните понудувачи мораше да исполнат услов да имаат најмалку 50 вработени во производство. За теренската униформа, оваа бројка е поставена на 100 вработени, а и за нив и за другите. Дополнително, во последните 5 години да има извршено минимум една испорака на стоки од ист или сличен вид како предмет на набавката, со обезбедена потврда за извршената испорака. Тоа меѓу другото значи дека критериумите за фирмите што сакаат да понудат чевли или чизми се пониски. На тендерот се пријавија 5 фирми, 4 скопски и една од Охрид. Нени Компани, Мегаспорт, Микеј Интернационал, Лејерс ВФ Охрид и Камекс. Од нив само Нени Компани и Мегаспорт доставија понуди за сите 4 категории. Микеј Интернационал конкурираа само во 2 категории. Лејерс ВФ даде понуда само за винд јакни, додека Камекс се пријави само во делот за чизмите. Според првично понудените цени, Нени Компани даде најниска вкупна цена за винд јакни, околу 1,29 милиони евра, и за чизми, приближно 1,7 милиони. Микеј Интернационал има најниска цена за теренска униформа, околу 3,6 милиони евра, а Мегаспорт за чевли, грубо 1,12 милиони. Ова не мора да значи ништо, зашто допрва ќе се оди на електронска аукција, каде се очекува цената да падне.
А кои се компаниите кои конкурираа на повикот? Според податоците од Централниот регистар, дел од фирмите веќе имаат историјат со добивање тендери од МВР, дел пак се релативно нови на пазарот. Минатата 2024 година нени компании имала приходи од околу 3 милиони евра. Во годишната сметка пријавиле просечен број од 34 вработени. Имаат искуство со државни набавки, меѓу нив тендери за униформи за Царинската управа, како и тендер за кошули за потребите на МВР во 2021 година. Микеј Интернационал лани имала приходи во висина од 3,8 милиони евра и просечен број на вработени 47. Кога се во прашање униформи за МВР, тие во 2020 година го добиле тендерот за изработка на облека за специјалните единици во вредност од нешто повеќе од 1 милион евра. Искуство со МВР има и Мегаспорт, кои во минатото испорачувале чизми за полицијата и специјалните единици. Тие во 2024 година пријавиле приход од 3,1 милиони евра, а просечниот број на вработени изнесува 88. Камекс, која се пријави само за делот за чизмите, каде патем не се бараа строги услови, е мала фирма која лани имала приходи од околу 50.000 евра и просечно само 2 вработени. За Layers ВФ од Охрид нема јавно достапни податоци за работењето, бидејќи се регистрирани во земјава на 31 декември минатата година. Оваа набавка, која по сегашните најниски цени ке чини околу 8 милиони евра, се случува околу 7 месеци по склучувањето на рамковните спогодби за набавка на униформи за специјалните единици на МВР. Нивната вкупна потенцијална вредност беше 3,8 милиони евра, а го добија две фирми, секоја за дел од набавката. Таа постапка доби внимание во јавноста по написите на 360 степени, дека поради недостатокот на посебни услови, јавната набавка ја добија фирми без докажано портфолио и искуство. Едниот добитник беше Лебран Дизајн, мало женско модно студио од Битола со 20.000 годишен приход и просечно 2 вработени во 2024-та. Другиот добитник Памитекс е фирма која е регистрирана во земјава само 3 недели пред распишувањето на тендерот, а чии газди вода до фирмата Team Traders Company од Белград, Србија. По вашите јавно соопштени информации и сомнежи ги повикав овде собственикот и на едната фирма и на другата фирма и им кажав следно. Ќе ви кажам што им кажав. Дека согласно она кое што и јас го имам информација и јас го имам изанализирано, овде нема незаконитости во рамки на постапувањето. На Министерството за внатрешни работи не може да се утврдат. Не може да се, јас не можам да ги видам. Но доколку се утврди било каква незаконитост во делот на постапувањето нивно, јас ќе бидам најмногу фокусиран да ја најдам таа. Па прашавме во МВР дали започнала реализација на рамковната спогодба со Памитекс и Лебран Дизајн, односно дали полицијата нарачала униформи од нив и во колкави количини. Ни одговорија дека досега се склучени 7 договори нарачки, и тоа 4 со Памитекс и 3 со Лебран Дизајн. Од правното лице Памитекс, за интервентната полиција е нарачено над 8.500 парчиња опрема во вредност од околу 458.000 евра. За специјалната антитерористичка единица Тигар, по 3.400 парчиња во вредност од 184.000 евра. За единицата за обука и поддршка 3.800 парчиња униформа во вредност од околу 246.000 евра. А за единицата за брзо распоредување 349 тактички јакни во вредност од 32.000 евра. Сумирано Памитекс добила нарачки во вредност од 921.000 евра, додека пак трите нарачки за Лебран Дизајн вклучуваат: за единицата за обука и поддршка се нарачани мултикам комплети во вредност од 195.000 евра. За специјалната антитерористичка единица Тигар, мултикам униформи во вредност од 194.000 евра. А за единицата за брзо распоредување над 6.800 парчиња од повеќе ставки во вредност од 342.000 евра. Или вкупно 732.000 евра. Но освен за цените и количините од МВР побаравме и да ги видиме униформите или да добиеме фотографија од етикетите. Каде и кој ги произвел? На ова наше барање, одговорот е: обележувањето, односно етикетите на униформите се согласно техничка понуда поднесена во постапка за набавка на униформа за специјална полиција. И тоа на униформата од Памитекс се Памитекс,
на униформата од Лебранд Дизајн се од Лебранд Дизајн. Фотографии и увид во униформите во овој момент не сме во можност да обезбедиме, бидејќи за горе наведените нарачки течат рокови за испорака. Горе-долу истите прашања кои ги поставивме до МВР ги упативме и до фирмите Лебранд Дизајн и Памитекс. Се уште чекаме на одговор. А секако, ќе мора да се почека на одлуката. Кои и за колку пари ќе ги облекува редовните полициски единици. Ако сте со нас од почетокот на емисијата, знаете дека најавивме кратко интервју со шведската министерка задолжена за теми поврзани со Европската Унија, Јесика Розенкранц. Станува збор за 38 годишна политичарка од партијата на премиерот Улф Кристерсон, која е членка на шведскиот парламент од 2010-та, а новаа функција е од септември 2024-та. Со неја разговара Владимир Мирчевски. Minister, first of all, thank you for this opportunity and this interview for 360. My first question is, it's obvious you're well aware that EU integration of North Macedonia is stopped, or let's say is stalled. The government in Skopje insists on some kind of guarantees from European side that the constitutional amendments will be the last bilateral requirement on its path to full EU membership. On the other hand, there's the position of Bulgaria as an EU member state and other EU member states that are still firm, claiming that 2022 agreement that was reached 3 years ago is still valid, and progress of the country solely depends on North Macedonia. So my question is, what is the position of the Swedish government concerning the state of play or the situation in which North Macedonia's EU integrations are now? Well, first of all, I would like to say that Sweden is a steadfast supporter of North Macedonia becoming a member of the EU, and we are a strong supporter of enlargement as such. And I see also when I meet my minister colleagues from the other member states that there is a real will from the EU side to move forward on enlargement, that there is a momentum at the moment. And I think it is driven by Russia's invasion of Ukraine, where many countries now in the EU see that this is strategically important for EU to grow, to make us as a continent stronger. And in this context, I think it's really important for all candidate countries to seize this opportunity, which it really is, to move forward in its process. And this goes for North Macedonia as well. And from the EU side, we've always been clear that it is a merit-based approach, so merits and reforms are important, but we have also agreed that once this constitutional amendment is made, then we are going to launch the formal part of the membership negotiations. That's important for Sweden, and that's something we of course stand fully behind, and which we expect the rest of the EU and all its member states to also fulfill our side of this agreement. So constitutional changes are must. And that brings me to my other question. Are you aware of some kind of initiatives to move forward with this process between the two countries? Are you aware of something like that? Because there have been some talks that maybe something is going on behind the curtains. I mean, it's up to North Macedonia, of course, to do these constitutional amendments as we agreed on. But I am here to listen, also to meet with representatives from the government, from civil society, from various actors here in North Macedonia, to also hear what are their plans moving forward? What is the government's agenda moving forward? So of course I'm interested to hear that, but I would also, from my side, emphasize the necessity to really move forward with all the reforms that are necessary on rule of law, on anti-corruption, on independent judiciary, because we see that there is a need for great reform in many areas to move forward, and really encourage the government and North Macedonia to take this opportunity, because I think there's a real momentum now in the enlargement. And I understand the frustration after this being a process for many years, but being a friend of enlargement, being a friend of North Macedonia, I see here's a real opportunity to act now. Speaking about the reforms, European Commission's last annual report on North Macedonia is highly critical, particularly in Chapter 3, highlighting financial dependence and political pressure on the judiciary, coming not just from the executive, but also from the legislative branches. The government here argues that these criticisms are linked to the
unresolved constitutional amendments, and that the report would have been far more positive had the amendments already had been adopted. How important as a member state, Sweden, how important for Sweden is the Commission's annual report, not just for Sweden, for any EU member state, when determining the next steps concerning some candidate country? Well, the report is important. It is helping us as member states to navigate in this process of deciding what pace to proceed with the different candidate countries. And I rely strongly on this report from the Commission. It's a thorough investigation or analysis of the situation in the different candidate countries. So I would say it's an important steering document for the entire membership negotiations and process. And you know, what we see when we look at the report and the Commission assessment is that North Macedonia is fairly good prepared for the next steps, but there has been a stagnation in the pace of the reform work, and that the pace needs to go up because there are many reforms that need to come into place, like I said, in rule of law, in anti-corruption. And I know this is a tough process. Sweden was once there. We are actually this year celebrating 30 years as a member in the EU. We know it can be a tough process, but we also know from our side that we have benefited greatly from our membership. It has made us stronger, richer, safer, increased the stability in our institutions. So there is, I realize it's a tough process, but I can guarantee that it will be worth it once North Macedonia becomes a member, and I'm sure that North Macedonia also one day will benefit greatly from this membership. In Skopje, including within some circles close to the government, there is a perception that the EU is not fully sincere with Western Balkan countries and their future as part of the European Union. They argue that even if North Macedonia adopts the constitutional amendments, there are still no guarantees that the membership will eventually come. Is there a genuine consensus and readiness among EU member states to admit new member countries, and under what conditions? Well, I would say that there is. I would really say that there is a genuine perception among member states that we need enlargement and that we need North Macedonia in the European Union, and that we also need to act now, that there is this momentum, that there is a geostrategic importance for the EU to become a bigger family. And in that sense, I once again think this is a window of opportunity or an important time for the candidate countries, for North Macedonia to act. So I would absolutely say that there is a strong will from the EU side, a new energy in the enlargement process. And I would be happy if all the candidate countries, if North Macedonia would want to match that energy and really increase the pace in the reform work, because I think this is a really good possibility to act. We see that Montenegro and Albania are now front runners in the race towards EU membership. It's obvious that they will close the negotiations in near future. Is there a possibility for delay for their membership, official membership, because some of the EU member states would be reluctant to have new member states inside of the Union? Well, I mean, of course, we've always learned that enlargement, it's a complicated process. It's up to the candidate countries doing their work. Of course, all member states also have to agree in the end. But what I hear among my colleagues is that there is a genuine will to move forward with enlargement for all countries when they are ready. So, of course, that also means that when the EU now, I think, is signaling, hey, we're ready to take the next step, we want enlargement, then it's really important, being a merit-based approach, that countries wanting to join also do their reforms. But I really think that there is a broad consensus that we need enlargement. Sweden is strongly involved in Western Balkans, but your country recently decided to adjust its support to Serbia by discounting certain assistance to state authorities and redirecting funds towards strengthening civil society. What are Sweden's plans regarding the development aid for North Macedonia, which is also very strong here, and where Sweden is one of the largest, if not the largest, bilateral donor?
So our support for the Western Balkans is strong, and it goes back many years. Of course, we have both a political support in the enlargement process, but also financial support, and we are, as you said, one of the largest provider of support to basically all the Western Balkan countries and to North Macedonia. This is important. We continue also to be a great supporter of Serbia one day becoming a member of the EU, but we're also very clear that this is a merit-based approach. And when we see democratic backsliding, when we see a lack of reform will, as we have done and do in Serbia, then we need to act on that. And that's the principle of more for more or less for less. So if you show a lot of will to do reforms, then Sweden is also eager to help. But if you don't show the political will, we will not assist in the same way. And that's what the decision about Serbia is about. And when it comes to North Macedonia, we will continue to be a strong partner to North Macedonia and a financial provider when it comes to support to North Macedonia. But we will, of course, continue to encourage to increase the pace of the reform work. But we will continue to be a steadfast partner. For Sweden now in Europe, it's important to see that what's going on in Ukraine requires a lot of support, of course, being a full-scale war after Russia's invasion. But we also continue to see enlargement as such for both Ukraine, Moldova, and for the Western Balkans, and for North Macedonia. It's very important, and we will continue to have a strong support for North Macedonia. Minister, thank you very much. Thank you. По ова интервју одиме на новата саботажа. Лукас, ама не Џорџ, предизвика вистинска војна на српските турбофолк звезди зачната во македонската кафеанска галаксија. Прекршокот со логистика од регионални таблоиди на чуден начин се префрли и на политички терен. А дали мислите да премиер Македонија има везе со вашим хапшењем с обзиром да е он повезиван со Цецом? Не се знае дали актуелниот е љубител на нејзиниот опус, та има одбивност кон него, но ако се гледа продлабочено, тогаш можно е сепак целата приказна да има врска со некои носители на функции. Со оглед дека таа своевремено си имаше своји фаворити. Браво за све из Струмице, за читаву Македонiju и браво за градоначелника. Могao би да биде и премиер за кој година. Лукас има право да се лути, да дава политичка димензија затоа што нејзините пророштва се остварија. А уште повеќе причини за сржба дава едно одамна познато сознание за симпатиите кои постојат меѓу клучните фигури од тиквешијата, кон како што нарекуваат тој и неговиот менаџер, црната вдовица. Најскапите уметник ни беше нас Цеца. Извинете, лепа време. Мене Цеца ми умот. Мозочните кели гарантирано не се размрдуваат исклучиво од визуелните атрибути кои први паѓаат на ум по ваквата констатација. Туку може би се работи за предности кои веројатно таа ги има во тој сооднос, а не се занимарливи, особено од содржински аспект. Значи, Аца Лукас пее лична карта и не знам. Пее безсмислени песни. Тоа се за мене безсмислени песни. Измами, превари, јахти, кавијар, шампајнско, бело, Јамајка, Порше, Ролекс. Тоа ли е живот? За некого очигледно тоа е и повеќе од доволно за живота, ми изгледа се сведува неедно како тиква пукнато поранешно пријателство. Приказна, за која на чудовишен начин се обелоденети деталите. Си играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубала неговиот часовник. И на крајот, саат не е најден, ама точно на време, барем физички. Добро е што може да се најде замена за него. Човек кој има исто брада и коса како Аца Лукас. Сотир, те споредувам со Дедо Мраз, со Садам Хусейн, со Че Гевара. Сите ги прифаќам, Аца Лукас не го прифаќам. Ете,
Повеќе не се потребни дополнителни докази за сериозноста на македонската конспирација. Оти може да биде изненадување се, освен да не прифати да биде поистоветуван, дури и тој што никогаш не одбивал естрадна улога. Завршува уште едно издание на емисијата 360 степени. Ви благодарам што не следевте. Ке се видиме повторно в понеделник во 20:15. Пријатно.